Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Киси Менада, а во нив ќе гледате. Тетово и понатаму мака мачи со бездомните куќиња. Граѓаните револтирани, а во полициските билтени речиси секојдневно се евидентираат напади. Две лица тешко повредени во различни сообраќајни несреќи синоќа во центарот на Тетово. СВР Тетово расчисти 14 тешки кражби, обиди за тешки кражби и кражби. Тетово никако да се спаси од проблемот со куќињата скитници. Граѓаните велат дека се агресивни, па и во полициските билтени речиси секој ден се евидентираат напади. 54 пријави за каснување од куќиња во Тетовско пријавени оваа година во полициската станица. Најновиот е кога 40-годишна тетовка бегајќи од глутница куќиња паднала и се здобила со скршеници. Според евиденцијата на епидемиолошката служба при Центарот за јавно здравје, годинава 41 лице било антирабично третирано по напад од куче кое не било вакцинирано. Се претпоставува дека бројките се поголеми. Граѓаните се жалат дека во последно време на улиците има премногу куќиња кои често се агресивни. Деца не можат во школа да идат. Има. А за овие се криви општините. Не се работи, треба да се грижи некој за нив, да ги собере. Па мислам дека многу ги има. И треба да се преземат некои мерки. Тоа. Иначе ја... Па да, стравуваме. Не знам, ја за мене стравувам, па за друг не знам. Ги има, пошто ја имам куче љубимец и не можем да излезем да опрошетам. Не да ги има, ненормално ги има и агресивни напаѓа. Треба да се наđe едно решење, дур не биде мало погоре. Пошто има деца, има луѓи кои не може ни да се брани. Ветеринарот Рами Селмани вели дека моментално во Тетово има повеќе од 400 бездомни куќиња и најлошо е што голем дел од нив не се третирани. Има многу куќиња што немат ушни маркици и што ги немаме кастрирани, стерилизирани, затоа сега агресивни тие останат и луѓите ги молим да пазат од тие куќиња што немат ушни маркици, зашто тие знаат многу да бидат агресивни и на овој момент што сме сега на зима, тие уште ќе бидат поагресивни заради што немат јадење сегде. Селмани вели дека е потребен посериозен пристап како на општинско, така и на државно ниво. Тука треба државата на секоја општина да му дава наредба. Секоја општина да има прифатилиште, секоја општина да се знае колку и да бара годишно колку работил за куќиња скидници и тогаш да имаме резултат. Инаку општина Тетово има годишен договор со Сдруженијето Амос Шелтер за заловување и третирање на 82 бездомни куќиња. Двотретинско мнозинство за промена на уставот и продолжување на европскиот пат на државата не е потребен за владата и за парламентот исклучиво. Тоа не е процес на една политичка партија, туку тоа е процес за сите политички партии што треба да обезбедат европска иднина на државата. Ова го изјави премиерот Димитар Ковачевски во одговор на новинарското прашање дали доколку власта не обезбеди двотретинско мнозинство за уставни измени, ќе се огласи за предвремени избори. Двотретинското мнозинство за промена на уставот и продолжување на европскиот пат на државата не е потребен за владата и за парламентот исклучиво. Тоа не е процес на една политичка партија, туку тоа е процес за сите политички партии застапени во парламентот, кои што треба да обезбедат европска иднина на државата. Влада се бира со 61 пратеник, а двотретинско мнозинство се обезбедува со 80 пратеници. И јас ќе повторам уште еднаш, одговорност на сите политички партии во државата е да го исполнат она што 91 година го имаат зададено нашата претходна генерација, практично независна македонска држава, членка на НАТО и на Европската унија.
Во парламентот нормално дека ќе бидат носени и други одлуки, не само ова, бидејќи патот до Европската Унија ќе бара од нас многу реформи, затоа кажав дека и опозицијата мора да биде вклучена во работата на тие реформски закони. И повторувам уште еднаш дека најдобро место за тоа е Националниот комитет за европски интеграции, кој што е воден од опозицијата и во кој што треба да се разговара. Сметам дека на крајот на денот сите политички партии треба да имаат, односно пратениците во собранието, дека тие ги застапуваат граѓаните, а граѓаните се тие кои што очекуваат да живеат во држава полноправна членка на Европската Унија. Една од одлуките кои што треба да ги донесеме до тоа полноправно членство во Европската Унија е и таа промена на преамбулата во Уставот. Министерот за економија Крешник Бектеши денеска на пресконференција во владата ја презентираше анализата за заштеда на електрична енергија во септември, споредено со истиот месец минатата година од страна на сите органи на државната управа, државни институции и јавни претпријатија. Според анализата остварена е вкупна заштеда од 24% на потрошувачката на електричната енергија. Согласно податоците на електродистрибуција, за заштеда на електрична енергија произлегува дека административните згради на председател на Република Македонија, Собранието, владата, министерствата, ЕСМ, МЕПСО имат остварено намалена потрошувачка на електрична енергија во просек од 29%, што е повеќе споредбено со вкупната заштеда од 20% остварена во септември ова година. Податоците за заштеда на електрична енергија кај општините, кои има препорака да штедат, покажуваат дека од 81 општина, 65 општини постигнале заштеда од најмалку 15%, од кои 12 општини постигнале заштеда поголема од 50%. Вкупно 16 општини не постигнале заштеда од 15%, од кои само 3 имат поголема потрошувачка во октомври 2022 година, споредбено со октомври 2021. А останатите 13 општини имат намалена потрошувачка, но не постигнале заштеда од 15%. Во делот на општините, компаниите, во делот на граѓаните, мерките беа во вид на препораки. Што значи дека нема да има никаква одговорност заради тоа што ние им препорачуваме и надлежностите се поделени на локална и на централна власт. Во случај да не продолжи овој тренд на заштеда на електрична енергија, јас сум за ригорозни мерки, лично како член на владата сега зборувам, не само како министер за економија, но тоа е колективно тело и заеднички треба да одлучиме во седница на владата за раководствата кои нема да ги постигнат резултатите согласно тоа што е задолжено од страна на владата. Новоизбраниот председател на Стопанската комора на Северозападна Македонија, Менди Ќура, по денешниот работен состанок со председателот на комората Бранко Азевски, истакна дека енергетиката и натаму останува клучен проблем за стопанството, но не помалку важно и немањето доволно човечки ресурси. Сигурно од првите проблеми, значи во мојата платформа е енергетиката, како голем проблем што е не настана не само кај нас и во светот. Мислам дека ќе побараме, значи да се најде решение што побрзо и поубаво за сите компании, поготово за микро и малите компании кои што се за несреќа во тешка ситуација и трпат големи загуби и за жал имаме и затварање на таквите истите кои ние мораме да најме некој излез колку толку од оваа криза. Нормално дека во моментот не е само таа криза на енергетиката, имаме други проблеми, имаме проблеми со ресурсите, човечките ресурси, кои е главна тема сега во последните години, па поготово ова година и се за жал и во идните години ќе имам уште поголем проблем во делот на работната сила, кои веќе не можеме да конкурираме на големите сили како што е Германија, Швајцарија и другите држави, меѓутоа мораме да најдеме некој начин да го да ублажиме во тој дел да нашите
нашата сила, работна сила, било то професионална или друга, да остане во нашата држава. Две лица тешко повредени во одделни сообраќајни несреќи со тешки телесни повреди се здобило едно лице при извршување работни активности. Приведени 5 лица од Гостивар заради нивна инволвираност во бесправна градба на стамбен објект. Во полицискиот билтен регистрирани 2 случаи на пронајдена марихуана. Следуваат деталите. Вчера во 17 часот и 40 минути во СВР Тетово пријавено е дека на кружниот тек на улиците Илинденска и Тодор Циповски Мерџан во Тетово патничко моторно возило Ауди со тетовски регистарски ознаки, управувано од 67 годишен тетовец, удрило во 55 годишна жена пешак исто така од Тетово. Во несреќата таа се здобила со тешки телесни повреди, констатирани во Тетовската клиничка болница, каде била пренесена за укажување на лекарска помош. На местото на несреќата увет извршила екипа од СВР Тетово. Вчера во 18 часот и 45 минути во СВР Тетово пријавено е дека на улица Илинденска во Тетово патничко моторно возило Матис со тетовски регистарски ознаки, што го управувал 36 годишен тетовец, удрило во 38 годишен пешак од тетовско Боговиње и му нанел тешки телесни повреди, констатирани во Тетовската клиничка болница. Увет извршила екипа од СВР Тетово. Вчера пак во 20 часот во СВР Тетово пријавено е дека околу 18 часот во Тетовско Теарце, во местноста Бигор, 38 годишникот Тетовско Рогачево, вработен во Евана Македонија, при извршување работни задачи паднал и се здобил со тешки телесни повреди, констатирани во Тетовската клиничка болница. На местото на несреќата увет извршила екипа од секторот за внатрешни работи Тетово. Полициски службеници на СВР Тетово вчера вечер околу 21 часот и 20 минути на локален пат за Тетовска Брвеница лишиле од слобода 19 годишникот Тетовско Милетино, затоа што кај него била пронајдена и одземена марихуана. Тој е задржан во полициската станица Тетово и по целосно документирање на случајот ќе му биде изготвен соодветен поднесок. Полициски службеници на СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, вчера околу 11 часот и 45 минути на улица Гоце Делчев во Гостивар лишиле од слобода 5 лица, сите од Гостивар, поради нивна непосредна инволвираност во бесправна градба на станбен објект на оваа улица. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Вчера пак околу 19 часот и 15 минути во Гостиварски градец полициски службеници на СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, лишиле од слобода 18 годишникот Гостиварско Калиште и 19 годишникот Гостиварско Неготино, затоа што кај нив била пронајдена и одземена марихуана. По документирање на случајот против нив ќе следуваат поднесоци. Секторот за внатрешни работи Тетово расчисти 14 тешки кражби, обиди за тешки кражби и кражби. Секторот за внатрешни работи Тетово до основното јавно обвинителство Тетово поднесе кривична пријава против 4 лица, сите од гостиварското село Добридол. Тие се сомничат дека во април, мај, август и септември годинава извршиле 9 тешки кражби, 4 тешки кражби во обид и една кражба, казниви по членовите 235 и 236 од кривичниот законник. Тие делата ги вршеле во куќи и помошни објекти во тетовските села Боговиње, Пирок, Долно Палчиште, Горно Седларце, Синичани и Камењане, каде со употреба на сила влегувале и одземале пари, накит и други предмети, пошто дел од накитот го продавале во златарници во Гостивар. Од секторот за хидрологија при УХМР известуваат дека во текот на вечерните часови и ноќта во западните делови од земјата се очекуваат нови врнежи од дожд. Поради најавеното заладување на времето на повисоките планини, врнежите ќе бидат од снег, со што ќе се оневозможи поголем дотек на реките како површинско истекување. Сепак можно известно зголемување на водостојот на реките во западните делови од земјата и предупредуваат на предпазливи движења покрај реките, суводолиците во овие делови на земјата.
Почитувани гледачи, тоа беше се за ова издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!